во врска со да се навикниме, научиме, да дишиме на нос при секаква активност. Се случува многу интересно нешто. Значи, откако ќе се балансираат лева и десна хемисфера, за кое што треба време, значи, треба малце по малце да преминуваме на нос, пример повежбај, кога ќе ептен не можеш да издржиш, се враќаш пак на уста. За кратко време, многу пократко од што можеме да предпоставиме, иди, значи, кога ќе се изеднача лева и десна хемисфера, енергијата почнува да струи на средина. Значи, мора природен механизам е тој. На лева и десна хемисфера да мора подеднакво да почни крв во мозокот да влегува, кислород, и тогаш се отвара средната централна хемисфера, не знам како се вика, значи средниот дел од мозок. И тој тој е поврзан, на средина имаме епифиза, хипоталамус епифиза и позади носо е амигдалата, значи. И таа е поврзана со срцето, тироидната жлеза, срцето и надолу, значи сето. Кога ќе се отвори амигдалата, внатре има, значи, тие се жлездите хипоталамус, таламус, епифиза, кои што индуцираат психотропна состојба. Значи, или холотропна, состојба на единство, трансцендентална состојба. Длабоко, дека е се таман, убо, во ред, совршено, перфектно, јасно во ред, чувство на вредност, високи емоции, чувства, хармонија. Ова состојба сите ја бараме на некој начин. Сите имаме свој начин. И многу од нас сите имаме одредени склоности. Некој многу јадење, некој многу пиење, различно. Не мора алкохол. Многу мине и алкохол. Некој пушење. Пример, ја кафе сакам многу. Тоа е мојот порок. Пошто не пушам баш, не пијам, нешто баш. И таа состојба на единство, на интензитет, а истовремено, значи, тивка екстаза е нешто што на сите ни треба. Тоа е некое единство на главата и срцето и стомачните органи. Значи, тој е како еден суптилен оргазам. Значи, таа состојба што сите ја бараме. И сите на различен начин ја добиваме, најчесто ја асоцираме со, значи, одредени склоности. Значи, дури и пијаницата ја доживува таа состојба. Ама откако ќе се изналока неколку чаши алкохол, ракија, пиво, вино, не е битно. Страстен пушач истото го доживува тоа. Значи, тоа е нешто круцијално, мора да го добијаме, да го почувствуваме. Тоа е круцијално чувство што на сите мора да ни се случува. Значи, ако не се случува, се јавува големо болест. Значи, овај другиот начин е пролонгирање на таа забрзана болест. Интересно, значи, сето ова може да се случува преку дишење. Може да се замени. Дишењето може да биде совршена замена, сабститут за таа холотропна состојба. Интересно нешто. Значи, менталниот пристап плюс дишењето. Дишењето е уствари умо. Физичкиот аспект од умо. Може да ја индуцира таа психотропна, холотропна состојба на унија, на единство. За тоа да го постигнеме со дишење, може комотно, значи комплетно јас гарантирам, треба малце човек да почне да практикува различни типови на вежби, во основа се сведува на едно, вдиши, издиши, имаме само нос и уста, со тие две нешта дишиме и е доволно. Значи, дишењето е
најдиректниот пат до холотропна состојба. Така има и холотропско дишење, кое што е малце агресивно, развијано е од, го викат, татко на модерната психологија, кое што го научил ова од Леонард Тор, или мојот учител. Значи, Леонард Тор го создава ребртинг. Ребртинг во основа го има оригиналниот образец на дишење, затоа што не е форсирано, туку е многу... Значи, нема правила, нос-уста, битно е го користиш комплетно телото. Холотропското е што исто така е многу моќно, подеднакво моќни се сите. На краја се ќе дојде до едно нешто. Од различни насоки идеме до истата цел. Поентата е кој е патот со најмал отпор. Кој е најбрзиот пат. Затоа ни треба вештина, затоа ни треба способност, значи, и поточно некој со способност што веќе изодил до некаде дел од пато и ги разбира енергетските процеси и знае да ги пренеси на друг, кој што преку дишање ќе дојди до таја холотропна, психотропна состојба на унија. Самади, просветление, просветлена состојба на умот, љубов, како било. Значи, тогаш се отвара здиво, праизворниот здив. И таа состојба е наше право, ни треба да научиме да живееме во незе, значи да научиме да живееме во незе. Секој ден. Тогаш се случува нешто интересно. Тогаш учиме да живееме во моментот, исчезнува времето, исчезнува се што не ни е потребно и сваќаме колку многу има непотребни програми што ги носиме, што ги чуваме, што несвесно ги носиме. Значи, дишењето е пат до праизворо, што е внатре. Бог, Творецот, како било може да го наречеме. Битното е нашата состојба на единство со душата, со битието, висока состојба на свест. 100% сум уверен дека наскоро се поиќе, значи, ако, како што се појавува многу и многу начини, значи, во секој систем, дишењето има централна улога. Во секој систем духовен, не е битно, значи, како се вика, ваква јога, таква јога, не е битно, сегде дишењето е централен елемент. Значи, има клуч некој што кој ќе се разбери, ја отклучува таја состојба што е супер моќна. Супер моќна. Значи, не е само состојба на чувствување и животна волја и внатрешна исполнетост. Не е само тоа. Туку е многу поиќе. Се поврзуваме со сили. Околу нас со интелигенција, со компас, што ни кажува на кај треба да одиме. Сите имаме своја цел. Сите имаме одредена насока која што посебно лично за нас носи посебно исполнение. Издиво ја отвора таја сила, таја интелигенција, таја дирекција. Здиво ја отвора. Здиво почнува да не носи, не свртува натаму на кај што треба да одиме. Многу често знаеме да изгубиме време, сме оделе во погрешна насока, губејќи време на погрешно место. Здиво наново ги прекалибрира интелигенците во нас и не насочува на кај што треба да одиме.
Тоа е преубаво нешто. Значи, тоа е преубаво нешто. Само ова издишка да ја научиме, да ја правиме. Значи, само ова. Само ова издишка да научиме да ја правиме редовно или свесно 10 пати со ред. Само ова издишка. Свесно. Комплетно. Опуштени 10 пати. Да ја повториме. Се симнува превес и ни се отвара очите. Значи, ние со отворени очи може и да сме слепи. Ни се отвара буквално очите. Сите непотребни мисли, тензи, чувства, мемории од вчера, од некни, од пред една недела, две, непотребни. Сето се бриши. Значи, здиво е најсовршената енергетска прочестителна алатка. Најмојчната. Само ова издишка ги бриши сите непотребни енергии и ни го отвора внатрешното око, кое што се поврзува со овие две надворешни очи и тогаш почнуваме вистински да гледаме. Тоа што треба. Тоа што го гледаме, го чувствуваме. Присутни сме. Тоа што го мирисаме, го чувствуваме со душата, во битието, внатре. Значи, ја доживуваме таа живост на битието. На ние сме то битието. Тоа е тоа што ни треба. Човек кој ќе научи да живее константно буден во се што прави и е 100 пати поефикасен, 100 пати по практичен, по смирен, по за се што треба е по. Се што треба да направи е поефикасен. Дишењето е директна врата која што ја отклучува таа присутност. Значи, не исцелува од сите отсутни склоности да се загубиме во вчера, во некни во пред 3 месеци. Не враќа тука и овде. Јас сум тука и овде. И сега што треба јас да правам? Некогаш не треба ништо. Многу пати треба нешто да правам. Значи, се чека на мене. Не некој, туку јас себе си се чекам. Значи, ја буди таа практичност на живењето. Ми треба љубов, ми треба здравје. Се најдувам практичен начин како да го манифестирам. Ми треба пари, ја буди таа интелигенција, практично ти ги отвора очите, да не бидиш загубен. Оти за се има решение. За се има директно решение и многу пати е поблиску од што можеме да замислиме и многу пати решението е овде под нос, одма. Интересно. Интересно е вака да се снима човек и да изјавува што му иде од внатре, да вежба, да се изразува. Интересно е, да не мисли пред тоа. Тоа е резултат дека од срце, од внатре, од овде го пуштаме, значи да вибрира срцето. Што му иде, тоа си зборува. Што му иде, тоа си кажува. Ако е тоа добро, корисно, практично, ако не е, нема потреба за такво нешто. Битно е да споделиме сите вредности. Да си кажиме, значи, вредности. Да си размениме вредности. Дишењето, значи ова е само мал теоретски вовет и е директен пат до практично резервоар бесконечен на емоционално блаженство.
Тоа е првото нешто што на сите ни треба. Тоа е изворо. Тоа е моторо на мојата волја за живот. Емоционално блаженство, благосостојба, добро да се чувствувам. Добро да се чувствувам, да научам добро да се чувствувам, да бидам среќен, радосен, исполнет, комплетно, значи со полни гради. А дишењето е директно поврзано со градите, со срцето. Значи, одредени техники, методи, практични, го отклучува то што го бараме, што го наведувам до сега.